Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во уште едно издание на емисијата 24 за животот, емисија која што знаете дека секогаш се обидува да најде многу повеќе простор за оние работи кои што заслужуваат да добијат простор во ТВ етерот. Впрочем и затоа денеска имаме една тема која што можеби вака ви звучи чудна напишана на самиот екран, но дефинитивно ќе имате можност да добиете објаснување од личноста која што е одговорна за оваа поука извлечена од филмот Максим, кој што впрочем е режиран од нашиот гостин денешен во студиото. Станува збор за Кирил Трајковски, млад, веќе не надежен, туку успешен. Можеби да го немаше Максим, ќе беше надежен, но сега веќе е успешен режисер на овој филм и ќе зборуваме токму за ова нешто, бидејќи сметавме дека можеби 15 минути се премалку во рубриката Млади таленти за да го представиме и затоа оставаме целата емисија. Му посакувам добре дојден на Кирил Трајковски. Добро ве најдов, фала ви за поканата. Се надевам дека многу убаво ќе го доловиме филмот вака усмено. Значи, како што би барале да речеме професорите по режија, да им се објасни филмот комплетно. Режисерска експликација. Ете така, експликација. Се сеќавам на такви во македонската телевизија, дека правевме стално за секоја емисија. И ќе направиме една режисерска експликација. Првенствено, значи, од она најбанално, најклише прашање што доаѓа, е од каде, впрочем, со уметноста, со режија, со филм, значи да видиме кој е прво Кирил Трајковски, потоа ќе преминеме на филмот. Вака се, значи јас не сум дете на уметници, да се разбереме. Корените и потекнуваат, можеби ние создаваме таа лоза сега на почетокот, може моите деца, кои што викаат крушата деца на уметници. Под круша паѓа, нели, на која не сум падна под уметничка круша. На 8 години се зачленив во театарското студио на Афродита Киријаковска. Театарчето Мира лектира, се викаше пред тоа, подоцна се викаше Мозаик. Така. Се префрливме под новата железничка станица, во голема станица, така се викаше местото и почнавме нели да работиме, разни представи, нели имавме работилници со мастер учители кои доаѓа од Софија, од Бугарија, па и од таму нели поврзаноста нели со Бугарија и моето запишување на надпис. Значи од детенце сум си. Впрочем, потоа се одлучи да професионално да се занимаваш со тоа и затоа и се запиша на факултет во соседна Бугарија. Што студираше во Бугарија точно? Студирав театар на движењето. Така. На бугарски театар на движењето. Значи тоа е еден експериментален клас, ја имав среќа да бидам во единствениот таков клас кој го нели тогаш се оформи и потоа престана. Па да, со нашата генерација и престана, не знам, може не се покажал многу најдобро, затоа што имаше студенти од различни категории. Значи дојдоа играорци во нашата класа, дојдоа балерини, балетани, дојдоа луѓе што се бават со џез танци, значи модерни танци, дојдоа глумци, актери. Јас дојдов таму како актер, затоа што пред тоа немав никакво познавање со пантомимата, нели? Што впрочем, еве бидејќи имаме ретка можност да зборуваме за тоа, да речеме, што впрочем представуваше студирањето на театар на движењето? Значи во нашата класа секој студент Што правевте сите заедно? Тоа сакам да ти го кажам. Значи секој студент во нашата класа му беше дозволено, односно имаше право на што сака највише да се посвети, тоа да го работи. Значи, доколку ти си избереш часови каде што има повеќе глума или пантомима или танци, нормално ги посетуваш тие часови повеќе и самите професори ти ја прават програмата за ти кон тоа што си се усмерил да го работиш, мислам тоа што го сакаш, да не идеш сега на сите да играш и оро и танци, да, и не знам што и пантомима. Бидејќи не секој е талентиран за сето тоа. Да, затоа беше експериментален клас, а во суштина како целост, значи нормално имавме заеднички класови каде што ние како група, како клас спремивме доста парчиња, значи имаше повеќе представи, дури на крајот нели ние дипломиравме со спектакалот на Оскар Уайлд. Така. Училиште за штастие. Со тоа нели со тоа дипломиравме, нели, прето имавме и други психотека, не знам, Орфеј и Евридика, да не ги набројувам многу. Бевме нели учесници во надворешни проекти на други професионалните театри. Да, театри. Кажи ми, сега се врати во Македонија? Се вратив. И остануваш овде за сега? Па имаш некои идеи сигурно имаш во главата, но сега за сега си овде. Сега за сега сум овде, јас сум човек што во принцип не го фаќам многу место да седи
така на една територија. Може сум се метнал на сестра ми, она е така си шета околу светот, моментално и у Бразил. Ќе видиме. Сега за сега сакам филмов да го изгорам, значи да го види цела Македонија. Нема да застанеме нели само во кино Рамстор. Одиме после на мини турнеја во неколку градови низ земјава. Сакам сите луѓе да го видат моето прво бебенце што го направив, значи мојот прв филм. И се разбира подоцна да го лансираме филмот ако е возможно на некои фестивали. Нели нормално е возможно, сега дали ќе го изберат или не, тоа останува Тоа си останува на селекторите, жиријата, да. Сега веќе преминуваме кон темата на филмот. Максим, филм кој што дефинитивно стана многу познат, особено во Скопје, биејќи скопјани имаат можност се уште да го гледаат во кино Рамстор. И има доста поделени мислења околу самиот филм, околу сцените. Јас лично го немам гледано и намерно не го гледав пред да го имаме ова гостување. Не ми имавте вака за главата, намерно не го гледав за да можам точно за оние гледачи кои што го немаат гледано да можеме точно да го доловиме, за да знам дали сакам да одам да го гледам. Добро. После гостувањето ќе ти кажам на крајот. Ќе видиме. Сега. Ајде натераме да го гледам. Кажи ми, значи, што е Максим? Вака сега, за да те натерам да го гледаш овој филм, мора прво да ме познаваш мене. Малце филмот е, да не речам, премногу Добре, личен? Добре. Што значи дека филмот е врзан со мојот живот. Добро, значи гледачи, гледајте и запознајте го Кирил за да може да го сватите филмот Максим многу подобро доколку одите да го погледнете. Нормално, во овој филм не е серијално, затоа што филмот за мене, значи моите видувања кон оваа седма уметност се дека мора да биде филмот интересен за гледачот, да има некоја прича што ќе го вози цело време. Значи да биде динамичен. И нели како што патував, како што одминуваа годините, затоа што филмот нели си го снимав со приватна продукција, собствено немавме никакви луѓе што ни улетаа да ни дадат. Знам дека се случува на неколку локации, Бугарија, Македонија, Индија, така? Да, што значи дека ние правевме паузи, почнавме 2009 да снимаме, па нели престанавме, па 2010 продолживме, па позиравме 6 месеци, па отидовме до Индија. Сега, сакам да кажам дека сценариото е создавано точно и на самите моменти кога сум патувал, например, до Индија, па се... На самото место. Да, на самото место ти мора да имаш, значи, Така. подготовка, да го имаш сценариото во глава, да го имаш напишано на нешто, но објективно. Но кога ќе видиш дека некоја сцена може да ти улета у филмот, да ти се убаци за да стане сето тоа поинтересно и позанимливо за гледачот, јас сето тоа си го запишував и доста интересни сцени и од мојот живот. Во филмот има транвестити, во филмот има реален човек, нели слепиот човек што се глуми сами од себе си, Слаткар се глуми сами од себе си. Јас до некаде мојата приказна на малото дете Максим е инспирирана од еден мој другар кој за жал веќе не е меѓу нас. Нели, дрогата е факт што и поим во мојот филм каде што покажува на гледачот што треба, што не треба да се прави. Така, веќе кога сум го спомна тоа, ми се врзува да ја објасниме впрочем и поуката од филмот Максим, она што ни кажа ти да го издвоиме како тема, не јади трип, живеј здраво. Првенствено ќе мора да објасниме, значи за оние можеби постарите гледачи кои што не се запознати со моментот трип, да го објасниме тоа што значи впрочем за гледачите и потоа да врзиме бидејќи еве разбравме значи го разбравме делот, да, можеби е поексплицитно се, но во секој случај реалноста е таа, значи во денешно време со самата глобализација, со сите овие интернет и блогосфери што се случуваат, реалноста ни е многу поблиска реални да бидеме. Можеби порано сме се заштитувале и децата сме ги заштитувале од крвави слики во најмала рака, но денеска тоа е невозможно. Поуката. Поуката е сосема јасна. Значи, не јади трип, живеј здраво. Самиот филм е... Извлечена ти е, предпоставам, од другарот кој што... Да, така. Да, точно. Детево, прво да, како што рече, да разјасниме, трип, самиот збор трип значи патување. Добре. Што значи дека тоа е синтетичка дрога која што е измислена некаде сега, нека не ме фаќаат за здраво гледачиве, 60-тите од Хофман, нели? Да. Што значи дека тоа е синтетичка дрога која што му создава на мозокот и на нели на самиот организам трајни последици, се впива во сршта, во самата ДНК нели во коската, што значи дека тоа може да има и автордејствија. Не значи дека ти ако го изедеш тој трип дека
можеш да скренеш во самиот момент или да ти се случи нешто. Но има луѓе кои што и останале на тие патувања Ете и така, се уште баш и до тоа ден сакам да денеска ти се на кажам. патување. Или има луѓе кои што го направиле тоа, па мислат дека нема никакви последици и после 4-5 години, конкретно и со случајот на мојот пријател, од кој што сум инспириран јас да ја напишам приказната, му се случи тоа и сакав едноставно да представам како не по твоја вина некогаш судбината е таа што ги реди работите и ти наметнува како да живееш. Ништо не е случајно. Така. Пред да продолжиме со разговорот, доколку е подготвен трейлерот, односно краткиот приказ на филмот од режијата, да го пуштиме да го погледнат гледачите. Дали е подготвен, не знам. Доколку е подготвен, ќе ми дадете сигнал, ќе го пуштиме. Во секој случај, те прашав и на подготвене. Ајде, да го пуштиме, да го погледнеме, па се враќаме во студиото. Мајаки Брадерс во соработка со Токсикологија подвижни слики и Vision Mates со гордост ви го најавуваат новиот македонски филм Максим. Кирил Трајковски, Васил Шишков, Слаткаристика, Тони Зен и многу други. Во животното сценарио на реалноста од 11 мај во Кино Рамстор. Така. Значи тоа беше краткиот трейлер. Сега, кажи ми зошто Максим? Максим, знаеш, кога почнав да размислувам, кога дојдовме до крајната фаза на тоа како ќе се вика филмот. Работен наслов немаше? Имав. Максим Солено сонце. Така. Солено сонце ме инспирираше заради Индија, ради солта, ради тежината, ради Соларната енергија и слично, така. Има многу работи, но решив да остане кратко и јасно Максим, затоа што Максим е поемот за трипот, поемот за темната страна, поемот за демонот кој што се вселува во детето и поемот за животот на човекот. Мене многу ме асоцира на латинскиот поим Максима, кој што, впрочем, представува поука, во превод од латински представува поука, или реченица која што е водилка во нечи живот. И кратенка од Максима, Максим некако ми е машка верзија на поука. На поуката, ете, гледаш, супер е тоа. Да. Добар факт. Коинциденција. Ќе го кажам во наредно интервју. Во наредното интервју да го кажеш. Максима ми е земена. Така. Детето исто ти се вика Максим во филмот? Да, главниот лик. Главниот лик е Максим. Значи, приказната започнува во Индија. Максим е изгубен поради некакви причини што нормално не ги покажуваме на самиот почеток. Филмот почнува од крајот. Значи, може да пуштиме инсерти додека се изборуваме во студиото, инсерти да пуштиме да си одат во... Супер, да. Так. Јас ќе зборувам, еве за гледачите. Да инсертираме. Ето така, значи, он е згрижан во една заедница. Морам да напоменам дека во филмот главната женска улога ја глуми сестра ми, Маја Трајковска, која исто е актерка. Значи, она, тоа што спомнав со сценариото. Прво требаше да снимаме во Пекинг. Требаше да снимаме во Пекинг затоа што сестра подалеку немаше. Да, сестра ми беше таму и нели, сепак имаш поблизок човек и си викаш, па што ќе акам сега ваму таму, баш ки она ми е главна улога, ќе идам таму, она има поврзани луѓе, нели, контакти ќе ми најде и опрема и се. Наеднаш она реши да си отиде во Индија, во Ченај поточно, јужниот дел на Индија, до Шри-Ланка, излегува на океанот. Надолу на индиски, така. Ете така и викам, добро маја, ајде валјда нема да се пишманиш, да смениш држава, доаѓаме у Индија. И кога отидовме у Индија, таму почнавме нели со снимање, таму си изнајмивме опрема, снимањето траеше 1 месец. Така да се надоврзам за приказната. Еве го, баш тука е почетокот на филмот. Добро. Значи, они имаат таа заедница во Индија, значи местото се вика Садхана Форест. Доаѓаат луѓе од целиот свет, значи учени луѓе, доктори, инженери, значи од секаков вид на интелектуалци кои што сакаат да му помогнат на овој свет и се борат против материјалното. Така. Што значи дека се борат за загрижување за природата, за еко животот. Како и да е, нивниот начин за да влезеш ти во таа заедница е дека мораш да седнеш вечерта, затоа што они имаат такви собири, и пред сите да раскажеш од каде доаѓаш, зашто си тука, зашто сакаш да бидеш присутен, зашто би бил ти во таа заедница и во тој круг на тие луѓе. Што значи дека тоа го искористи во сценариото, го запишав веднаш штом дознав какви им се обичаите
И ете, филмот така почнува. Он доаѓа, паѓа таму изнемоштен, излегува од некаква вода, никој не знае зашто. Подоцна нели гледачите сваќаат дека он бил претепан во Индија, го дава таму во едно мало езеро, блато, да не го наречам. Тие се тие индиски езера што се покрај местото, беа многу убави. Таму нема жив организам. Таму влагаш у кал, излегуваш и после се сунчаш на сонце, као да си се намачкал со 300 онакви препарати за кожа. Разбираш, за освежување. Да. И Максим нели почнува да ја раскажува својата приказна. И филмот почнува нели како од дете он, неговите родители заминуваат на викенд, он останува сам дома со постариот брат, кој го глуми Васло Шишков. Постариот брат ги повикува своите другари, прават една откачена журка, почнуваат баш тоа време, кога беа нели во мода тие трипови, кога излегува во земјава, 90-тите години. Детево го гледа трипот на маса, го зима, го става и толку си става печат на себе, во главата му се вселува. Мислам, јас така го имам представено. Јасно, не значи дека тоа е така. Дека тоа е така, но твоето видување е моето видување е така како некаква црна сила која што понатаму во животот, нели after 15 years, после действието продолжува по 15 години. За Џокер лицето тоа е дел од неговата фикција? Да. Тоа со Џокер лицето баш имав и некакви критики околу па зашто не си ставил нешто друго или бидејќи потсеќа многу на представувањето на Хит Леџер, да речеме, на Џокерот. Да, сепак, знаете што е? Џокер фейсот го прави само устата. Јасно, и ништо. Јас, меѓу другото, имам тука и едни такви као црни трейбали, не знам како да ги наречам, што ги користат кис. Так. Искрено, нема што да се лажеме, никој не измислил топла вода. Јасно. Така, сакав да измислам некаква позната маска, да ставам позната маска, која што ќе делува автентично кај самиот гледач и во филмот да шири страв, да шири таква енергија, да шири мрачно нешто, ме разбираш? Нешто така по ги спомна критиките. Каков е одзивот на оние кои што го погледнале или можеби на оние што се посериозни, што стануваат, бидејќи искрено имам дилема во Македонија дека критичари веќе и одамна скоро и да нема некои посериозни. Но, еве, твоето мислење. Вака, прво да се надоврзам на тоа со критичарите. Значи, јас барам критичари, еве јавно ги повикувам, да дојдат, да го погледнат филмот и да напишат нешто за филмот. Да, бидејќи ние сите сме критичери, но нема критичари. Не знам, ми спомна за неколку луѓе, звонев на тие телефони, никој не ми дига, јас сакав лично да направи професионална критика. Да, лично да ги поканам. Инаку за критиките од самите гледачи, од луѓето што погледнале Максим, сега не знам, да не се фалам, но инбоксот ми се полни со само позитивни ствари. Но тоа не значи дека ако добиваш позитивни критики, дека ти си го направил твоето најдобро дело. Некогаш можеби е подобро некој да те искритикува, така, и да ти даде волја, нели, за понатаму. Не сега, ајде, готово, све е позитивно, готово, јас го направив најдобриот филм. Нели? Не е така. А од мораш да актерите се имаш мотивираш. критики? Од други актери што го погледнале филмот, да речеме колеги на оние кои што учествуваат во твојот филм? Бидејќи тие знаат да бидат малку по... Да, нормално, затоа што ние сме колеги и си кажуваме директно, нема што да се лажеме. Баш вчера беше еден колега, ми викам, слушај, изгледај го филмот и кажи ми реално што мислиш. Неговата реакција на крајот на филмот стана браво, не знам што да кажам, за прв филм со такви средства, знаејќи како си го работел, нели, сито и решето поминато. Како си го работел? Па тешко го работи бидејќи јас во разговор со твои пријатели ми кажа дека исклучиво, значи што е и за огромна почит искрено, исклучиво филмот го имаш работено од своји средства. Се, значи буквално. Се сам, значи, сам свој мајстор буквално за One Man се што станува. Значи дури имам и музика во филмот од мои парчиња искористено, пошто сакам у слободно време да си дрнкам. Сценариото е мое. Сценариото е мое, режијата е моја, играм дури 2 улоги внатре. Но не се прави така. Тоа не е добро. И се разбира дека не е добро. Тоа е за почит бидејќи си го направил, но Да. дека е добро, не е добро. Да, не е добро затоа што не секој си има своја задача во еден филм. Филмот е една огромна индустрија каде што мора да работат многу луѓе. Јас дури бев и кетеринг. Правев сендвичи вечерта дома за сабајлето, нели, пошто немаш сега средства да им нарачаш пици, она хамбургери или не знам што јадат луѓе во сваќаш. А колегите во филмот ти се нафатија да учествуваат без хонорар? Да. Да играат? Не сите, но повеќето. Затоа што ми се и колеги од Надвис, нели, заедно студиравме од академијата и ми излегува пресред дури двајца професори што се реномирани актери во
Александра Хонк, Љубомир Грбев, Владислав Иванов, Кацарски, тоа се луѓе што стварно имаат големи проекти позади себе оставено. Знаејќи ја мојата идеја, ентузијазмот, колку сум амбициозен и се чудат, абе, не се снима вакав филм. Сите ми викаат. Ама тоа е, кога сакаш нешто да го направиш, ќе го направиш. Но филмот сакаш. стигна до киносалите. Ете така. И филмот е добар. Јас сум презадоволен од продуктот како излезе. За прв продукт е одличен. И сега не треба да застанам. Тоа е тоа, да направам многу повисоко ниво. Не сме те викнале во студио за да застанеш. Треба понатаму повторно да се видиме ние на гостување. Кажи ми, пред да одиме со рекламите, ќе поразговараме уште околу една тема, за која што знам дека исто имало критики околу начинот на представување, да речеме, на секс сцените, на голотијата, на експлицитноста по однос на наркотичните средства. Колку е спремна Македонија да гледа такви сцени? Дали некогаш ние воопшто сме спремни да гледаме такви сцени? Сега ова не те прашувам, значи те прашувам општо како режисер, како актер кој што представува такви сцени, наидено е на критика. Вака ќе кажам, мислам дека се уште во земјава луѓево живеат во некаков балон кој што ги стега сите тие табу теми кои што кад-тат мора да пукне тоа, затоа што ние сепак не сме единствени на оваа земја, а гледаме како живеат другите околу нас. Поготово на Балканот. Мислам дека сме најогнетени од тој аспект. А сите знаеме што е. Сите дома гледаат порно. Да не се лажеме, така? И сега што испаѓа работа? Не дека мојот филм е нешто кој знае колку експлицитен, во мојот филм се појавуваат 10-15 секунди гради. Но во твојот филм се прикажува во киносала. Тука е веќе проблемот што јавно се до тоа излегува. Јас лично сметам дека можеби од тука потекнува проблемот и она што ние можеби не сме научени тоа јавно да го гледаме заедно. Да, се уште е нешто табу заедно да го гледаме јавно, но мислам дека филмот не содржи кој знае какви експлицитни сцени, значи има еротски моменти, неколку секцини кои се баш представени уметнички, ние гледавме уметнички да ги направиме. Само еден дел е представен спотски. Што значи како спот е измонтирано брзо, пошто и филмот има таква динамика, таков чекор. Така. Веќе спомна спот, тука ми се наврзува и музиката. Музиката спомна ти дека си правил свој парчиња, но имаш соработувано и со познати имиња, можеби не за постарата популација, но за младите дефинитивно познати имиња од Македонија, како Скит Скитара, Слаткар, Тони Зен, Токсикологија, значи по однос на сето тоа. Околу музиката не раскажеш малку повеќе. Музиката ја направи, значи не музиката, затоа што во филмот имам парчиња користено од доста соработници, значи и Сихија од Бугарија ми има дадено музика, ми има дадено од Њујорк едни момци, Milkmaid, значи карикатура, песната што е супер во филмов, а сега за атмосферите, за самите сцени, специјалната музика ја правеше Скит, Скит ја направи музиката. Утиравме малку на помодерни моменти, нешто дабстеп, нешто драм енд бейс, тоа него ќе си го прашате во тие води, значи како може да се класифицира таа музика, но како и да, јас сум премногу задоволен од тоа што го направи Скит и луѓето, знаеш, баш имаат коментар, од која ќе заврши филмот, све е супер и музиката е топ врв. Значи, тоа е тоа. Треба да се види филмот. А Тони Зен и Слаткар како се вклопени во целата приказна? Тони Зен си глуми. Тони Зен си е... Дечкото си дојде, да ти кажам искрено, со спремено научен текст. Значи, немаше, чекај сега, па, почекај да го научам ово. Толку дисциплиниран човек немам видено. Значи, прав професионалец. Не знам таму со музиката, сигурно и таму е на врвот. Знае како треба да се понаша, нели, кога спрема концерти и тие работи. Али за сет, за снимање на филм, он каже дека му е прво искуство, нели, филм да снима, дечкото се покажа феноменално, исто и Слаткар. Така. Тоа е тоа, си едноставно си така. Си снимавме, другарчиња се собравме, ајде ќе снимаме. Добро, јасно, да. Нешто да ни додадеш околу филмот? Развивањето. А она што сакав, сега се потсетив, преска заборавив што сакав да прашам. Индија од една страна и Бугарија и Македонија од друга страна, како сетови за снимање. Мене ми се комплетно неспоредливи, неспојливи и различни. Може би вака лаички гледано. Како успеа да ги споиш? Вака, во Македонија кога снимавме,
бидејќи таму почнувавме. Нормално јас не знаев многу луѓе. Така. Сега, факт е дека кога снимаш се повеќе и повеќе, и кога го добиваш тој искуство, ти добиваш и нови познанства, што значи ја оформуваш екипата за филмот. Односно јас, затоа што сега реалните големи буџетски филмови се прават со однапред спремени камери, се е подготвено. значи кој ќе биде директор на фотографија, кој ќе биде организатор, кој ќе шминка, кој ќе прави. Кај мене не беше така, за жал. Така да не ми представуваше некаков проблем да јас сето тоа го смиксам. Знаеш, баш беше една авантура целото снимање. Тргнавме од тука со една екипа во Бугарија, студентите, нели, затоа што на надвис не е само за пантомима, глума, режија, таму имаш и за камера да учиш, таму имаш и за сценографија и за се. И нели луѓе што ги познавам, што живееме заедно во студентскиот дом, слушајте луѓе, дај дојдете ваму, филм имам, дај нешто да склопиме, да направиме. Ете така таму се оформираше екипата. И во Индија, како што реков, нели сестра ми, она веќе беше таму, отидовме, имаше контакти, се јавивме во некаква продукција, патувавме 2 дена со воз за да земеме опремата и 2 дена назад за да снимаме. Огромна е таа земја, да, од Мумбај до Ченај по 2 дена. Големо патешествие, но сепак прекрасно искуство. Така изгледаат индиските возови, Так, автобуси, баш со еден куп народ, народ, закачени однатре на закачени возот. на вентилатори горе, закачени одоздола пикнати, пошто и мајка ми беше на патувањето, не геше да ме пушти така сама, и кога ја видов таа слика, требаше да ми кажеш ке земев слики да гледат. Вака врз нејзе уште тројца седнале, врз тие тројца уште 2 деца, мене ме стиснале, сестра ми одоздола бутната. Не, бидејќи ја мислев дека тоа само за сликање така го имаат, за фотографирање. Не, тоа е вистина, но ние направивме грешка. Ние земавме билет од најниската класа. Тоест, не зафркнаа некако, не знам како испадна, ние сакавме да сестра ми ни рече, кога ќе патувате за навака, земете си убаво да имате купе, да бидете само вие. Ние значи има можности там. Има повеќе. Да има и класи со клима, значи климатизирани, значи има и богати луѓе. Индија колку што се сиромашни, толку се богати. Немаат средина. Нема. Па токму тоа ми беше и муабетот и прашањето. Како ти дојде на ум да поврзиш два различни менталитети и култури? Ние немаме со нив скоро, не знам, ништо заедничко, или? Се лажам. Па, како и Македонија, древна земја, стара земја, така и Индија. Индија е многу стара земја, од таму има почнато дури и цивилизацијата. Викаат дека Исус бил на учење во Индија пред да дојде и да стане тоа што станал. Што значи дека таму преовладува духовното. Тука ја наоѓам некаде спојката со Македонија. Затоа што во Македонија има, не знам дали си приметил, кога ќе отидеш на некои места, така мир, Има дух, енергија, да. Има енергија. Да. Не се сите луѓе така злобни, зависни, само сакаат да те уништат со очите, да те урочат, да не речам, разбираш, овој снимил филм, одма зборат. Таква нација сме, за жал. Да. За жал сме таква нација. Во Индија мислам дека луѓето не ги интересира многу паре. Не ги интересира многу што ќе изградат, што ќе направат. Нормално, има богати луѓе, но има и ниска класа која што само, еве Доминик Гурото кој што и во филмот, тоа е еден прекрасен човек, пријател на мојата сестра. Значи он баш ни раскажуваш. Вика, во Индија човекот е среќен кога ќе заработи само да касне. И онда кога ни излагаат на улица, се веселат, пеат, играат, секој сабајле храмовите им се препосетени. Имавме можност да отидеме во Ченај. Во Индија има 7 свети планини. Во Ченај е едната од нив. Добре. Ја имам и во филмот, да. Таму живеел тој Рама. Да. Не знам сега. Од Упанишарите и ведите што така, и ја кружевме. митологијата. Ја кружевме планината скоро еден ден. И такво чувство, таков мир, после осеќаш исполнеци, ма не ти интересира ништо, бре. Среќен си што дишиш воздух. Така. Тоа ни фали на нас, за жал. На сите ние може да збориме, но за жал ни фали. Но тоа не значи дека во Индија нема мафија. Не, има многу страшна мафија. Многу страшна мафија, дури се зачудив и затоа ја вметнав цената со моторите и бркањето, затоа што таму стварно плячкаат туристи. Стварно напаѓаат. Пошто тоа е преголема маса, каде што ти дури да викнеш полиција, а полицајците им се многу смешни, немаат оружје, мислам, барем тие што се цивилните, имаат стапови.
Не пендреци. Не, стапови, баш буквално и со стаповите тепаа, мислам. И има секаде на секоја железничка изложено криминалци, кратци. Значи сум се зачудил колку жени видов само во тој список. Жените се криминалци. А, мислиш на тапет оние? Да, се да пазите, да, за се туристи, барат, да внимавате на тие лица, тие затоа што лица. може да се случи нешто. Што им е добра финта. Да, не е лошо. Мислам, ипак е информација. Ајде ќе направиме сега кратка пауза со реклами и потоа ќе се вратиме веднаш во студиото со вклучување од ваша страна. Ситуацијата е катастрофа. Претплатниците ли бегаат на телекабел, нови нема. Профитот нагло опаѓа. Притисок од акционерите, што има телекабел, што немаме ние. Тоа што го има телекабел, тешко. Ама може да ги зголемиме цените. Член 237 став 3 од договорот. Договорот е нераскинлив 2 години. Операторот има право да ги зголемува цените кога сака. Браво. Нема обврзувачки договори и нема ситни букви. Телекабел. Се вративме назад во студиото, разговараме на денешната тема која што е извлечена од филмот Максим. Впрочем, ние и разговараме за филмот Максим, македонски филм на младиот режисер Кирил Трајковски, за кој што, кога разговаравме околу извлекувањето на кајронот долу, односно на подписот, рече, пиши, едноставно без мислење, не јади трип, живеј здраво. Околу тој дел се објаснивме, значи, поуката му е извлечена од неговиот живот, од неговиот личен живот и затоа ние и ве запознаваме со Кирил Трајковски за да може филмот Максим, впрочем, да го дознаете онака како што треба и да го восприемите онака како што треба. Кој ни се јава, повелете? Здраво, Македонијо. Господине Кавраков, како сте? Поздрав од Центар за развој на јавното мислење од Шчип. Благодариме, поздрав и до вас. Момчето е еклатантен пример дека Македонија е неприсушен извор на таленти, идни индивидуалци. Така. Не сакам живот во ментална жабокречина. Тоа го рече пред низ години неговиот, можеби идол и мој, Милчо Манчевски. Не случајно го рече. Зошто? Ако остане во Македонија, имал проблеми, бидејќи талентите многу тешко доваѓаат до израз. Затоа требаше странство, значи ван земјата да го признаат, па потоа да добие еве и заслужена награда уметник на годината. Така. Друг пример сега ќе дадам. Ајде. Поред Милчо Манчевски и момчето. Така. За да биде поубедливо. Зоран Петревски, исто негов колега режисер, студирал во Бугарија, додека не направи најдобар филм во Бугарија, серија, две серии изванредни, и додека него купеше Канал 5 и го презентира на македонска јавност, беше недостапен за медиумите и клан на неписмени и некадарни луѓе кои го водат филмо и околе филмо во Скопје. Така. Што значи тоа? Сигурно момчето го знае Зоран Петревски и неговите успеси. Проблемот е следен, ја ќе го сондирам сега. Ајде. Прашањето е за сите нас. Зошто Скопје? Калигулски град, затоа го неќеме цела Македонија. Не пружа шанса на овие млади таленти се. Зошто мора да одат во Бугарија? Тамо на многу лесен, едноставен, човечки начин вредноста да дојде до израз.
ме мачи, ми се згади кога момчето кажа барам критика. Знаеш што значи Огнен? Во собствената земја, собствени средства одвоил да го сними филмот од устата. И нема критичари, нема онија јадни, бедни душички за едно кафе за 100 евра што треба да напишат критика. Тука лежи нашиот проблем. Тука лежи најважното, значи дај да не и даеме шанси од медиуми до сета таа багра што треба да дае оценка, треба да дае подршка. Затоа и предлог до Министерската за култура во тај дел да се даде на време, не да отидат луѓето во странство, таму и како готов производ, тоа е кукавички за мене, кукавички од сите нас. Так. Зошто на време не и дадеме шанса? И една работа до момчето. Ајде. Зоран Петрешки даде интервју откако стана познат во филмот, серијата. Тој рече во интервјуто: сакам во својата земја да направам филм за Оскар, тражам сценарио. На момчето, дај му ги моите телефони, имаш ги, за жал треба да ја пушеш и лентата таму што ти е тража. Така, добро. Биди малце коректен и ти. Сега, значи момчето, дај му ги сите телефони, отворени сме 24 сата. Имаме 2 сценарии да направи Оскар од 2 стории македонски, бидејќи сакам да бидат македонски и он сака да биде македонски. Чекаме да се јави повелете во Шип кај нас, да ви ги даеме двете сценарии, бидејќи Зоран е далеку, тешко успоставуваме врски и така натаму и така. Голем поздрав, благодарам, извините на... Поздрав, господине Кавраков, поздрав до вас, убав ден ви посакуваме. Така, се отворија и неколку прашања, неколку теми и коментари секако околу самото нешто. Она што пред да вклучиме друг гледач, мене ми се наметна како прашање, искрено морам да те прашам, дали бараше поддршка од некаде ти за снимањето? Не можам да ти излажам, барав од филмскиот фонд, Добро. бев одбиен. Беше одбиен. Да. Поради сценариото или поради Не, без едноставно ти образложение, стига едноставно така. писмо и сега ти можеш, не знам од колку дена таму имаш фора да дадеш жалба, ама Така. Но ништо немаше не било логика, жалбата. да, види, филмов мене ми беше сон. Јасно, без разлика на секој го Сваѓаш, ствараш. да, така, без разлика јасно. на се, дали некој ќе ми дадеш или не. Едноставно за понатаму би бил среќен, нели, праќам апел, нели, до сите луѓе, да не се откажуваат и да го прават тоа што го мислат, па макар тоа ги коштало и од собствениот буџет, да си го тераат филмот, затоа што никогаш не знаеш овој живот кај ќе те однесе. Така. Не знаеш дали си тука утре, дали не си. Пред да продолжиме. Земјотрес имаше. Ете и земјотрес Се имаше, да. испоплашив ја таму прв пат осетив земјотрес. Вистина? Да, вака се зајуја, се викам готово. Мене ајде. дури ми беше интересно. Така, Може би вака па се- добро карактери се во прашање. Пред да продолжиме со разговорот, само да ве посетам на подароците од пријателите на 24 за животот за денеска. Впрочем, тука е филмот од Мазници во 3D технологија кој што се емитува во киното Милениум, се прикажува секој ден во следните термини: во 14, во 17, во 20 и во 23 часот, се до утре вечер така се прикажува, додека пак од петок ќе има нов филм на репертоарот за кој што ќе ви известиме в петок, се разбира. Во Македонскиот народен театар денеска се игра представата Бесови од 20 часот, за која што доделуваме 2 гратис билета, а во Македонскиот народен театар вечерва нема представа. Во театарот од Битола, за која што представа вчера доделивме 2 гратис билета, доделуваме и денеска исто така за оние од Битола кои што ќе се јават или од околината или некој што ќе оди во Битола за представата Вишновата градина од 20 часот на Антон Павлович Чехов, а во режија на Звездана Ангеловска. Што значи Народниот театар од Битола, Вишновата градинка, вечерва од 20 часот. Театарот за деца и млади пак доделуваме билети за в сабота за представата Црвен капа од 19 часот. И тука е ваучерот од книжаницата издавачка Куќа Матица. Кој ни се јава, повелете? Ало, добро утро. Добро утро. На телефон е Оливера. Повелете, Оливера. Убав ден, секој ден ве следам. Убави гости имате, убава водите емисија Огнен. Ви благодарам. Се јавувам во врска со гратис за во представата за МНТ. За Бесови? За Бесови, за вечерва. Добро. Ќе оставите име и презиме во режијата.
Добро, и ќе благодарам. може да си ги подигнете билетите вечерва 20 на минути пред почетокот на представата, на билетарата. Добро, пријатно. Пријатно. Значи со лична карта си ги подигнувате билетите и тоа не е никаков проблем. По однос на, да речеме, околу филмот Максим, бидејќи сигурно ќе се интересираат нашите гледачи за да може да го погледнат, околу прикажувањата, ние се уште сме во некои преговори за да може да доделуваме билети и за овие киносали, така што штом се оствари тоа, ќе почнеме да доделуваме. Само кажи ми, Кирил, до кога отприлика ќе се прикажува филмот во Кино Рамстор? Договорот е да биде 3 недели, до сега денеска е 12-тиот ден, што значи уште една недела, уште 8 дена. Уште 8 дена ќе имаат Така му можност луѓето. доаѓа, да, секој ден од 8 часот. Колку се билетите? 150 дена 150 реакцијата. денари? Да, Така. како и секаде, мислам, по кинава тука. Околу Максим има сигурно некоја интересна приказна во текот на снимањето што ја имало, а сакаш да ја споделиш со јавност? Па не знам, знаеш, ова прашање е многу... Клише. Па да, Сите го кажу, прашуваат, нешто интересно што бидејќи се се е случи. интересно што се случува, Не знам но што да- секогаш има некоја случка што се издвојува. Нешто што сигурно ќе ти остане запаметено. Дефинитивно, вака се, не знам... Некогаш немила, некогаш мила. Да, ќе кажам сега една работа, значи, кога го снимавме последниот дел од филмот, јас бев нашминкан, облечен во костимот, нели, на демонот, и требаше да играме требаше да се снимаат сцените на плоштадот на Македонија, тогаш уште се градеше. Немаше некои споменици. Имаше нешто, но не беше се постојано. И интересно беше што самиот директор на фотографија, Драган Паковски, поздрав до Пако, Така. вика, ајде сега ќе снимаме, окей, супер, ама како мислиш тоа да го направиме? Знаеш, ти вака си облечен, луѓето таму проаѓаат, пошто ние ние немаме организација, немаме да ги затворат немате шини, улиците. немате кран, немате... Ете така, да ги затворат улиците, да има само глумци и статисти. Во филмот ми се појавуваат многу луѓе, преку 500 статисти има што не знаат дека се во филмот. Ме сваѓаш? Ќе се И ја видат како едноставно. демон, да, и ја како демон проаѓам на рекорд. Луѓе се крстаат. Пешачки, ајде од тука на улица Македонија, па ајде по камени мосиди, што е работава, Се чудат кој е луѓето. се чудат, да. И најнаш почна да врне. И пако ми вика, стоп, прекинувај, нема снимање. Како нема снимање, викам, гледаш дека Господ не сакам, дошти прави човече, тоа е ефектот. Иначе ефект треба да правите Ајде, вие. викам, снимај, затоа тој дел е еден од моите омилени. Ќе издвојам уште една сцена која што за некој мила, за некој не мила. Станува збор дека јас со сестра ми, нели, за автентичност на сценариото и за да допре повеќе до гледачите, поготово за тие што ме познаваат. Нели, сестра ми ја глуми главната женска улога, каде што јас се заљубувам во неа. Максим се заљубува во Маја. И нели, сега да не го раскажувам филмот, да не ја откривам разврската на филмот, само ќе кажам дека требаше да се случи една еротска сцена со сестра ми. Што значи дека ние успеавме, собравме храброст, тоа не е кој знае колку експлицитно или нешто, едноставно требаше да се бакнам со сестра ми. Знаете какво е тоа чувство? Не. Да видиш родената сестра Имам и да се сестра, ама бакнеш. не знам. Сигурно не беше многу убаво. Така. Али тоа е, јас тоа лого го држам се за уметноста. Како реагираа на тоа пријателите или мајка ви? Па не е И родителите, многу, впрочем. не е многу убаво, но Комшите сигурно не реагирале како што треба, во тоа сум сигурен. да, не знам, уште немам Да. поплаки од нив. Не мора ни да знаеш, али за родителите Па конкретно. што, Бидејќи не. многу ми е логично прашањето на такво нешто. Што ќе кажат? Како бе, сине, бе? Како бе вака, бе? Е, па викам, како бе, мамо, она глуми главна улога. Сега ние треба да се заљубиме. Како да го представиме тоа? Значи, мораш да се жртвуваш со оглед на тоа што и она е професионална актерка. Така. Значи, тоа си го свативме како задача. Кога веќе ги зборуваме актерите, ќе може ли екипата да ја спомнеме? Од оние кои што успеав во текот на инсертите, може, имаме гледач на линија, кој ни се јавува? Ало? Да, добар ден. Добар ден, се јавувам од Битола. Повелете. Спомнавте за театарска представа Вишновата градина. Така, вечерва од 20 часот во Народниот театар. Е така, дали ќе може да добиеме 2 билети? Секако дека може, ќе оставите име и презиме во режијата. Да, фала многу. Така, поздрав Ајде, до Битола. пријатно. Ви благодариме, поздрав до Битола. Значи, околу актерската екипа може да пуштиме повторно до инсертите да си одат, да не гледате само нас, бидејќи имаме инсерти. Значи, тие две видеа кои што ги имавме, заедно со се трейлерот, може да ги емитуваме едно по друго да си одат во етер. Штом ќе имаме гледач, ќе се вратиме во студиото, се разбира. Околу актерската екипа го видов Филип Трајковиќ, ми се чини... Не. Или грешка сум? Грешка сум, добро.
Вака, значи во филмот прво вака е да почнеме со ред. Добро. Од Македонија се појавува Васил Шишков, се појавува Горан Јовановски, Шеки, познат ви е тој човек, од Кумановеца, се појавува Антонио Димитриевски, тој ми е братучет, исто сега е во Кумановски театар, исто заврши во Софија. Така. Се појавува мојата сестра Еве Моментов, еве го Бојан Кирковски, и другите луѓе се претежно на турчици кои што, знаеш, зимани од улица, онака дечки што мислам дека имаат талент. Во Бугарија претежно колегите Оник Саркисјан, Дина Мановска, Јоана Јорданова, Викторија Зимова, Владислав Иванов Кацарски, Александра Хонк, мојата професорка, Љубо Грбев и ред други, Ива Чолакова. Да не ги редиме. Да, и во Индија претежно работев само со луѓе што ги среќавав на улица. Да, бидејќи имаш избор, реално. Да, дојди да глумиш ти, ајде вие банда ќе видите, ќе ме бркате со мотори. Имаме гледач на линија кој ни се јавува, повелете. Добро утро, Миријана на телефон, ве поздравувам. Благодариме, поздрав и до вас. Така, баш ми е мило што поканувате и вакви млади перспективни гости Так. од областа на филмот и така. Кажете. И сега една информација за во мисла, што имате подарок, некоја книга или како? Да, имаме и од Матица, имаме од киното Милениум. Од Матица ќе може една... Од Матица, да, ќе ги оставите името и презимето во режијата ке колешката Галена и ќе се може да си ја подигнете уште денеска попладне ако појдете таму. Може и утре, нели? Може и утре, секако. Името ваше ќе стои таму. Благодарам. Со лична карта. Ајде се најбо. Пријатно, поздрав. Ви благодариме за јавувањето. Некаде сме ние тука и при крај со емисијата. Имаме уште отприлика 10 минути да поразговараме. Имаш ли идеја некоја во главата? Нешто следно што ќе сакаш да работиш? Ја мислев дали ме прашуваш. Имаш ли идеја што треба да кажеш се? Ако имаш идеја што сакаш да кажеш, слободно. Да, не е проблем. Имаш ли ти идеја што ќе збориме сега? Ајде, повели. Вака, освен глумците што ги спомнав, морам да ги пофалам Vision Mates, тоа се луѓето без кои јас немаше да го направам филмот. Токсикологија, подвижни слики, кои што исто од самиот старт ме поддржуваат за филмот. Нели звукот и ефектите и монтажата е работена во нивното студио. Огнен Шапковски, човекот што го направи филмот да изгледа како што изгледа, значи колор корекција, монтажата он ја изработи и така. Маријан Димик го направи дизајнот, Вања Шереметковски, поздрав до него, анимацијата што ја направи. Да се ги поздравам луѓето што ми го направиле. Нема да фактурираме никого затоа што сам го имаш работено филмот. Еве и ние ќе се придружиме за да можеш да ги поздравиш. Така, Скицкитара кажат, музиката ја направи и углавно тоа е тоа. Така, имаме гледач на линија кој ни се јавува. Добро утро, Јулијана на телефон. Повелете, Јулијана. Се придружувам и јас на поздравите на целата екипа, да се надоврзиме на поздравите што веќе се испратени. Поздравите значат и поддршка да се оди напред и да има уште повеќе вакви дела. Заинтересирана сум за билет за кино Милениум. За киното Милениум, така. Да. Сакате од... Кажете ми само во колку часот е тоа? Во 14, 17, 20 и во 23. Треба да се определам за сатот. Ке кажете во режијата сега кога ќе го дават името и презимето. Не мора да се определите. Битно е само да ги оставите името и презимето во режијата. Поред. Ви благодарам, поздрав и поддршка. Благодариме. Поздрав до вас. Сега да те прашам дали имаш идеја за следен проект? Имам идеја, имам многу идеи, секојдневно ми доаѓаат. Заспиваш лесно на вечер? Што имаш толку многу идеи, бидејќи мозокот ако работи многу креативно, тешко заспива. Па има и такви моменти кога не можеш да спиеш. Да не можеш да го смириш мозокот воопшто. Да, ама затоа надокнадуваш преку ден, што не е многу убаво. Не ќам дефинитивно да застанам сега со вас, сакам малку да се отпуштам, да се релаксирам, што би се рекло, еве доаѓа лето, што значи дека лето за мене означува период за креативност, каде што можам да се повлечам и да напишам нешто ново, да смислам нешто ново. Проектот ми е веќе во глава наредниот што сакам да го реализирам, но нема да ти го откријам, затоа што стварно треба да се држи во тајност. Добро. Но ако излезе, ќе биде нешто пак ново, интересно и поразлично од се до сега што си видел. Како што е Максим. Идеш да го гледаш. Пак нешто таинствено. Да, секако. Завршивме со Менатера, готово. Така? Менатера, да, не, за тоа нема проблем. Не е проблем за тоа. Кажи ми само колку време трае филмот?
Да знам колку да испланирам. Не трае 2 сата, 3 или 4, трае 81 минута. Тоа е Така, час и 20 21 минути. минута, така. Од прилика тој период. По однос на билетите, веќе ги дадовме сите билети. Она што ни останува да поразговараме е да го прашам уште последно Кирил е каква порака сака да упати до гледачите. Или до некој до кој што сакаш да упатиш порака, впрочем. Порака до гледачите да го живеат секој ден најисполнето што можат. Ова мама вака ме учеше. Значи да И според филмот очигледно добро те научила. да не очајуваат за се што за сите неуспеси во животот кои што секојдневно ги доживуваме, нели, и успеси. Животот е тоа. Животот е да му се радуваш што постоиш и да го оствариш, нели, твојот сон, да го живееш твојот сон, а не да го сонуваш твојот живот, како што вика Тони Зен. Така. Тоа е тоа. Сакајте го животот и уживајте во сите моменти затоа што краток е. Ја ова го кажав као да имам 90 години. Добро, имавме ние гостини од толку години, така да не е проблем. Ќе те замениме. Уште едно последно прашање имам. Дали повторно, бидејќи сигурно имаш поминато преку многу перипетии додека го снимаше филмот? Многу. Значи, нервози и дали некогаш се случуваше да се вратиш на назад, да застанеш, да речеш не можам веќе? Значи, покрај сите перипетии, со оглед на тоа дека кажа дека од 2009 е сниман, дали би се вратил повторно би го направил буквално истото? Се што ти се случувало, истото па би се вратил, за да можеш да го добиеш овој конечен производ. Ја и да се вратам, дали би го да поминал имам истиот таква пат? временска машина која што би ме вратила, сигурно нема да се погоди исто. Знаеш зашто? Не, мисловно, дали Мисловно да. Дали би го поминал истите перипетии за да го добиеш овој производ, да го оствариш својот сон? Многу интересно прашање. Мислам дека не би се случиле истите перипетии доколку сега се вратам назад со тоа искуство што го поминав. Тоа е и Индија во тебе сега зборува. Ме разбираш ли? Ти од тие перипетии и од тие глупости, и од тие нервози, и од тие чекања, и тие авиони, слетување, претовар, товар, возови, назад, собирај луѓе, правим сендвичи, викај организација, шминкај ги, ајде пишувај, па глуми, па режирај, па глуми. Значи, тоа е тој занает според мене што треба да се испече. Така. Значи, ти со тоа учиш. И утре, кога ќе снимам филм, јас нема ги повторам грешките што сум ги направил во овој филм. И со снимањето, и во филмот, и надвор од филмот. Вредеше? Вредеше. Што значи дека не жалам ниту еден момент тоа. што сум го снимил овој филм и што сум потрошил средства од мене. Ете, тоа ме интересираше. Дали Имам добар продукт, тоа така. го знам. Кирил, ти благодарам за гостувањето. Искрено ми беше многу мило што го изразговаравме целиот филм и општо и некои гледишта и поврзаности. И на крајот ете Индија ја извадовме од тебе да каже нешто околу енергиите, околу перипетиите. Се надевам дека ќе се видиме следен пат. Многу ви благодарам што ме повикавте во емисија. Ова е прва емисија каде што гостувам и вака подолго време. Так. Ми беше чест да си партнираме, нели, во разговорот. Так. Муабетот ни идеше, се надевам гледачите се задоволни од информациите што ги исцрпи од мене и наредниот пат со нов проект и за црпење уште информации. Да. Така. Почитувани гледачи, тоа беше Кирил Трајковски или Максим, како што сега веќе многу мина го нарекуваат дополнително со надимак. Режисер на филмот Максим, филмот кој што ние за поука, за подпис долу вие извлековме реченицата не јади трип, живеј здраво. Впрочем, и самиот филм раскажува една приказна на дете кое што е лична приказна на Кирил, поврзана со неговиот живот и со животот на тие околу него. За да не ви зборувам многу, да не ви објаснувам, имавте можност цела емисија да слушате околу филмот. Јас лично сум убеден дека треба да одам да го гледам филмот и затоа и не го гледав пред емисијата и верувам дека и вие сте убедени. Впрочем, и да не сте убедени, сепак е некој македонски производ кој што мора да се погледне затоа што е нешто наше, а нешто наше од филмската индустрија ретко излегува. Затоа и треба да се поддржува истата и да се оди и да се погледне филмот и ви препорачувам тоа да го направите. Доколку пропуштивте нешто од емисијата денешна, тогаш може да ја погледнете репризата во 15 часот денеска или во 3 часот пополноќ. За оние помладите се разбира 3 часот пополноќ е подобра опција. Или исто така интернет изданието на емисијата кое што веќе по завршувањето на емисијата може да го најдете и да ја погледнете целата емисија на 24vesti.mk во категоријата емисии. Најдолу таму ќе најдете 24 за животот. Ви благодарам за вниманието и поздрав.